Силните напори за интензивна електрификација на возниот парк на глобално ниво почнува да ги покажува и лошите страни. Имаме голем број електрични модели, во најава се уште еден куп, но научните студии што се занимаваат со екологијата покажуваат слика која не им оди на рака на електричните возила. Некои марки се колнат во својата електрична иднина, некои се внимателни и се уште не се откажуваат од класичниот погон, а некои дури го запираат развојот на најавените електрични модели. Ова е само дел од темите што ќе ги обработиме денеска. Добро дојдовте во новата епизода на Автомагазин. Точно пред 75 години, австрискиот италијанец Карл Абарт во Болоња основа компанијата за изработка на спортски додатоци и подготовка на автомобили за трки, на која и го даде своето име. Пред Втората светска војна, која ја има поминато во Словенија, Абарт беше активен тркач со моторцикли и 5-кратен европски првак. Но една тешка несреќа го има натерано да се откаже од нив и целосно да се посвети на инженерството. Талентот за механиката му овозможуваше од малку да извлече многу. Спортските успеси и рекорди започнаа да се нижат уште од самиот почеток. Се сели во Торина, каде го има Фиат како подкрепа, од чии модели ќе направи вистински легенди. Најпознатата меѓу нив секако е Фиќо, кој го преработуваше во повеќе верзии со мотори од 850 и 1000 кубни сантиметри, од кои Абарт знаеше да извлече и 115 конски сили, а тие во лесната каросерија можеа чуда да направат. Ке споменеме само дека можеше да потегне до 215 км на час. Следеа и други бројни преработки и многу спортски успеси за во 1971 година компанијата да премине во сопственост на Фиат, која интегрираше во својата структура. Оптимистички настроените аналитичари тврдат дека електрификацијата масовно е навлезена во 30 на земји од светот. Според нив, како праг за ова се сметаат првите 5% пазарно учество на електричните возила во вкупната продажба, после кои следа нагол раст и може да се очекува секоја година овој процент да се зголемува за уште толку. До ваквите бројки тие дошле со деталната анализа на земјите во кои продорот на електричните возила е во напредна фаза. На врвот на листата секако е Норвешка со 80%, а следат останатите скандинавски земји, каде пазарното учество на електричните возила се движи од 35 до 60%. Одлични се уште Холандија и Ирска. Кина има 24%, Германија 20%, а Соединетите Американски држави само 8%. Најнови земји во кои учеството на новите електрични возила надминаа 5% се Италија и, верувале или не, Бугарија. Некои ќе се радуваат, но поголем број од мотоентузијастите ќе бидат разочарани. МВ Агуста станува дел од семејството на КТМ. Дека постојат планови за тоа не беше тајна, но јавноста знаеше дека тоа ќе се случи дури во 2026 година. Но ете, веќе сега матичната компанија на КТМ стана мнозински собственик на славната италијанска марка. Според стратегијата, меѓусебната соработка ќе биде продлабочена, а австриско-индискиот конгломерат ќе ја презеде целата грижа за технолошкиот развој.
Желба е производството во погоните во Варезе да се издигне на ниво над 10.000 мотоцикли годишно, што подразбира нивна модернизација. Директорите на МВ Агуста веќе се заменети, со што интеграцијата на италијанската марка во групата КТМ и официјално е започната. Дали ќе биде задржано нешто од уникатните карактеристики по кои моторциклите на МВ Агуста се познати и ценети, засега не е познато. Британскиот Lotus, кој е во сопственост на Гили, започна со продажбата на EMEA. Наменета директно да се бори со Порше Тайкан и сличните, електричната лимузина која се произведува во Кина се нуди во 3 изведби, со 2 различни погонски групи. Конфигурацијата од 603 коњски сили стартува од 95.000 фунти, а топ верзијата со 905 коњи чини високи 127.000 фунти. Но затоа, како што велат британците, нема да остави ниту една желба неисполнета. Забрзува до 100 на час за 2,8 секунди и постигнува максимални 256 км на час. Батериите во зависност од верзијата обезбедуваат автономија меѓу 480 и 650 км, а до 80% од капацитетот се полнат за само 18 минути. EMEA има активна аеродинамика, прилагодливо воздушно ослонување и бројни електронски асистенти, а со доплата може да се добијат и камери место ретровизори, Brembo карбон керамички дискови и друго. Првите испораки ќе бидат во третиот квартал годинава. Премиум марката Genesis реши да се искачи скалило погоре и да креира перформансна линија која ќе ги опфати сите модели. Наречена е Magma и треба да помогне за зголемувањето на имиджот и полесната диференцијација на брендот од матичниот Hyundai. Со други зборови, Magma моделите за Genesis ќе бидат она што е AMG за Mercedes или пак M за BMW. Подготовките за лансирање на оваа серија траат од минатата година. Лани во септември беше прикажан GV80 купе со спортски дотерана каросерија обоена во портокалова магма боја, а следеше и спектакуларниот концепт X Grand Berlinetta Vision Gran Turismo со истата боја. Сега стана јасно што најавуваа овие портокалови автомобили. Прв од серијата ќе биде електричниот кросовер GV60 кој се издвојува со агресивниот аеродинамичен пакет, пониско расстојание од подлогата и единствени тркала од 21 инч. Точниот датум за почеток на продажбата на Magma линијата не е објавен, но се очекува тоа да биде годинава. Иако Порше официјално не го потврди производството на Mission X, новата ракета од Суфенхаузен треба да има сооднос 1:1 сила-тежина, со намера да произведе 1 коњска сила за секој килограм тежина. Со оглед на студијата представена за 75-тиот роден ден на компанијата пред неполна година, би требало Porsche Mission X да има 1521 коњска сила. Ако е така, тогаш би бил тежок неверојатни за електричен хиперавтомобил само 1521 килограм. Се очекува производствената итерација на целосно електричниот концепт на Porsche Mission X да биде ексклузивно понудена во конфигурација со погон на сите тркала. Тоа е поради рекуперацијата, односно поради враќањето на енергијата од сопирањето, која игра клучна улога во продолжувањето на автономијата кај хиперавтомобилите. Ако Mission X навистина се реализира, целокупната форма и дизајн нема да се променат. Едно е сигурно, доколку се реализира нема да биде ефтин и ќе се надпреварува со Римац Невера.
Според договорот направен на почетокот на годинава, Stellantis треба да започне со производство на ветувачкиот концепт на електрично летало Moonlight, конструирано од стартап компанијата Archer. Со ова, покрај 14 автомобилски марки, под чадарот на групацијата влегува и аеронаутиката. Со цел да се забрза комерцијализацијата, забрзано се работи на изградбата на фабриката. Првата градежна фаза во Американската сојузна држава Џорџија треба да биде завршена кон крајот на оваа година. Производствениот капацитет е дизајниран да произведува до 650 летала годишно. Archer Midnight е дизајниран за да превезува 4 патници плюс пилот. Наменет е да обавува летови на кратки релации од околу 30 до 80 километри. Времето на полнење на батериите, како што е најавено, би требало да трае околу 10 минути. Ова е прв чекор кон замена на традиционалните хеликоптери и нивна примена во урбани средини. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој заведува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, ловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Метрополис, број 1 радиомрежа. Пред околу една година Рено Клио помина низ процесот на освежување, а сега на ред е компактниот кросовер Каптур, кој ја користи истата платформа. Исто како и Клио, Каптур доби целосно нов преден дел кој визуелно значително го менува имиџот на популарниот модел, што не е вообичаена практика во автомобилската индустрија. Практичниот и симпатичен кросовер Каптур е ажуриран за да се бори со силната конкуренција. Највидливи се измените на предницата, која е потполно нова и дава сосема поинаква слика на возилото. Помалку видливи зафати има на задниот дел, каде се задржани светлосните групи во форма на буквата С, но сега со изменета графика. Очекувано, додадено е новото освежено лого на брендот напред и назад, како и детали за актуелниот визуелен идентитет. Предходниот RS-Line повеќе нема да се нуди, а заменете со Esprit Alpine како највисок пакет на опрема. Купувачите ќе имаат на располагање ни помалку ни повеќе туку 14 комбинации на каросерија во две бои и исто толку еднобојни. Најефтиниот Renault Captur стандардно има челични тркала од 17 инчи, кои опционално може да бидат алуминиумски, додека оние од 19 инчи се резервирани за пакетот Esprit Alpine. Иако промените во внатрешноста не се толку големи, освежениот Renault Captur сега доби инфозабавен систем со екран од 10,4 инчи, додека најголемата дигитална инструмент табла има диагонала од 10,25 инчи.
Кожата и хромот се целосно отстранети од освежениот кросовер. Сите облоги и тапацир во внатрешноста сега се направени од рециклирани и обновливи материјали. Погонската гама започнува со 1 литар бензински трицилиндричен мотор со 90 конски сили кој користи 6-степен мануелен менувач. Поголемата опција е 1,3 литрен 4-цилиндерски мотор од 140 конски сили засилен со благ хибрид од 48 волти. Истиот мотор има верзија со 160 конски сили, но впарен е со 7-степен EDC. Новост е додавањето во понудата E-Tech Full Hybrid погон како оној во моделот Clio, кој е комбинација од 1,6 литрен бензинец и 2 електромотори напајувани од батерија од 1,2 киловат-часа. Оваа комбинација испорачува вкупно 145 конски сили. За него производителот наведува дека 80% од градското возење ќе биде електрично. Иако дизелите се целосно отстранети од понудата, економична опција е трицилиндричниот 1,3 турбо со 100 конски сили и плинска инсталација, кој со полн резервоар, бензин и плин има автономија на возење од преку 1000 километри. Обновениот Каптур во Македонија треба да пристигне на есен. Според вестите кои стигнуваат од Србија, во фабриката на Стелантис во Крагуевац наскоро ќе започне пробното производство на новиот електричен автомобил на Фиат. Возилата, чија основна задача е да послужат за да се испроба дали сен на монтажната лента функционира како што треба, ќе бидат користени и за финалните тестирања на моделот. Тој ќе биде наследник на Панда, чиј изглед ќе остане скриен се до представувањето ова лето. Сериското производство, кое ќе се одвива во 2 смени, треба да се очекува да стартува во октомври, зашто веќе е направен најголем дел од подготовките. Во Крагуевац, покрај 500-ната вработени, се вратија и околу 100 кои беа привремено на работа во фабриките на Стелантис во Словачка и Полска, а ќе бидат примени и 50 нови. Што се однесува до автомобилот, за него засега се знаат само основните работи. Тој како што Фиат соопшти пред некое време, нема да има ништо заедничко со досегашната Панда и со својот коцкаст дизајн повеќе ќе подсетува на кросовер. Ќе има истата техничка основа како и новиот C3, а се очекува дека верзиите со автономија од околу 200 и од 320 километри. За неговото производство во Крагуевац беа инвестирани 190 милиони евра во обновувањето на фабриката. Производството на третата генерација на Smart Fortwo заврши на 28 март. Датумот на лансирање на наследникот на Fortwo, кој треба да се вика Number 2, се уште е неизвесен, бидејќи се бараат партнери за заедничко вложување во новиот електричен мини автомобил. Купра е новата звезда на групацијата Volkswagen и ги засилува своите позиции во Европа пред да се истовари од другата страна на Атлантикот. Во прилог на тоа е веста дека шпанската марка ја зголеми гаранцијата на своите возила на 5 години. Произведувајќи го последниот примерок, Мерцедес го затвори европското поглавје во историјата на Смарт. Малото градско автомобилче долго 2,5 метри се роди 1998 година по идеја на собственикот на швајцарскиот производител на часовници Swatch Николас Хаек, која Volkswagen ја одби, а Мерцедес прифати. За него беше изградена модерна и скапа фабрика во француското место Амбах, во близина на германската граница. Уште кога се појави, Смарт со својата концепција предизвига огромен интерес и покрај високата цена за толку мало возило добро се продаваше, но недоволно за да не создава загуби. Мерцедес со се и се што се обидуваше да го донесе во профитабилни води, но безуспешно.
Најупорен беше со намерата да се лансира модел со 4 седишта, што го стори 2 пати. Првиот пат во соработка со Mitsubishi и на основа на Colt, а вториот пат со Renault користејќи ја механиката на Twingo. Откако германците сватија дека нема спас, се договорија со Geely заеднички да ја работат марката, тие да ги дизајнираат возилата, а кинезите да ги произведуваат. Тогаш и фабриката беше продадена на британскиот Ineos, кој се обврза покрај своите теренски возила да продолжи да го произведува и малиот автомобил додека треба. Но и на тоа му дојде крај и сега Smart доаѓа во една сосема поинаква форма, како електричен градски кросовер кој, иако го задржа исконскиот дух, ги загуби основната идеја и привлечноста на оригиналот, од чии 3 генерации се произведени околу 2 милиона примероци. Нека му е вечна слава. Последниве години најбомбастичните вести од групацијата Volkswagen пристигнуваат од Купра. Ваква е и оваа со која британската филијала на марката ги известува купувачите дека од сега сите возила ќе имаат стандардна гаранција од 5 години или 90.000 милји, односно 145.000 километри. Се наведува и дека гаранцијата се однесува како на електричните, така и на бензинските модели на Купра, а ќе важи и за сите непродадени примероци кои дилерите ги имаат на залиха без разлика кога се произведени. Тоа само по себе кажува дека шпанската марка е уверена во квалитетот на своите возила. Само се чекало вистинскиот момент да се повлече овој мудар деловен потек. Тој без дискусија ќе придонесе за зајакнување на нејзиниот имидж пред најавеното пазарно лансирање во Соединетите Американски држави, кое нема да се случи така скоро. Од Барселона засега не даваат информации дали или поточно кажано кога овие гаранциски услови ќе започнат да се применуваат и на другите пазари освен британскиот. Треба да се спомене и дека ниту една друга марка на Volkswagen таму нема ваква гаранција, но затоа Hyundai нуди исто 5, BYD 6, а MG, Kia и Suzuki 7 години. Следниот блок е поврзан со Соединетите Американски држави. Таму педантните аналитичари ги споредија истражувањата направени во последните 4 години што се однесуваат на електричните возила и нивниот придонес во намалувањето на CO2 во Калифорнија. Резултатите се запреспастувачко неповолни. Rivian е производител на електрични теренци и пикапи, но за своето 2,5 годишно присуство на пазарот произведе 100.000 возила. Форд најави дека привремено го запира развојот на 2 електрични возила. Според движењето на пазарот, синиот овал тоа го прави од тактички причини. Додека сите се удираат во гради колнејќи се во екологијата, 2 студии донесуваат поразителни податоци за влијанието на електрификацијата врз вкупното загадување на воздухот. И двете се од Америка, извршени сосема независно една од друга. Првата се однесува на потрошувачката на гориво. Според неа, лани во Соединетите држави електричните и плагин хибридните возила придонеле таа да биде намалена за 690 милиони галони, односно 2,6 милиарди литри во споредба доколку тие би биле со класични мотори. Импресивноста на оваа бројка сепак спласнува кога таа ќе се смести во реалноста која кажува дека толкава количина гориво американците трошат за помалку од 2 дена. Или во проценти изразено, електрифицираните возила заштедиле 2,0,54% од вкупната количина гориво која годишно се троши таму. Според статистиките, во Соединетите Американски држави циркулираат околу 280 милиони возила, од кои нешто повеќе од 3 милиони се електрични и плагин хибриди. Се проценува дека тие лани во атмосферата испуштиле 5,4 милиони тони јаглеродиоксид помалку, што не води кон втората студија која се занимава само со Сан Франциско и околината.
Според неа, во оваа област, во периодот од 2018 до 2022, вкупните емисии на овој штетен газ се намалувале во просек за 1,8 од 100 годишно. Иако и индустријата и домакинствата имаат удел во тоа, најголемата заслуга сепак се припишува на електричните возила. Колкава е таа, заклучете сами, имајќи предвид дека Калифорнија воопшто има една од највисоките стапки на прифаќање на електричните возила. Не треба да се заборави и дека 2020-та беше пандемиска, кога ништо не работеше, а луѓето не излегуваа на улица. Од Америка секогаш пристигнуваат интересни податоци. Нивните истражувачи на пазарот знаат да ископаат бројки на кои никој друг во светот не се сетил. Такви се и информациите за залихите со кои дилерите на возила располагаат, што директно укажува на кондицијата во која се наоѓаат производителите. Според аналитичарите, оптимална количина возила со оглед на големината на пазарот и неговата динамика е да се покрие 3-месечна продажба. Но сега бројката главно како последица на промената на погонските технологии е нешто помала и на национално ниво изнесува 76 дена. Понатаму се смета дека сите под просекот имаат лоша пазарна стратегија и пропусти во планирањето, а оние над него пак дека се соочуваат со проблеми во продажбата. Според нивните податоци, во најнезавидна ситуација се наоѓа Stellantis, чии дилери имаат залихи за двојно подолг период. Како оправдување се наведува тоа што престана производството на пазарно најатрактивните модели Charger и Challenger, заради што мораше да се обезбеди поголема количина возила за да се задоволат потребите на купувачите. Влијание сепак има и очајно пополнетата гама на Dodge и Chrysler, која се состои од само неколку модели. Од другите, генерално може да се заклучи дека најлошо стојат премиум марките, бидејќи после Stellantis најголеми непродадени залихи имаат Lincoln, Genesis, Volvo и Infiniti. На спротивниот крај пак, дилерите на Toyota имаат возила за само 34 дена снабдување. Главен проблем кај јапонската марка се ограничените испораки пред се на Grand Highlander, кој особено е баран од купувачите. Со мали залихи, што не е новост, бидејќи порано така функционира, е уште и Honda. Најблиску до просекот со мали меѓусобни варијации се марките на General Motors и BMW. Од другите бројки кои ги истакнуваат аналитичари, вреди да се спомене дека американските дилери во моментов располагаат со залика од скоро 3 милиони возила, што е за 50% повеќе од овој период лани, како и дека надпросечната цена која купувачите ја плаќаат за нов автомобил се искачи на скоро $47,300. Скоро истовремено, кога Тесла се пофали дека произведе 6 милиони автомобили, од Rivian стигна скромно соопштение дека од монтажните ленти на фабриката во Илиној се симнало нивното 100.000 возило. За разлика од другите, компанијата за која добрите познавачи ќе кажат дека е единствен вистински предизвикувач на Тесла, со текот на годините мудро балансираше меѓу можностите и желбите, не предизвикувајќи си ја судбината со нереални проценки. Предпазливиот пристап кон работењето доведе до тоа дел од финансиерите и партнерите, меѓу кои Ford и Mercedes, да се откажат, но затоа Амазон, како моментално нејзин најголем акционер, остана доследен на своите првични проценки. Долгорочната перспектива на Rivian почива на умерениот раст и добро испроектираните производи кои сега ги има 3: пикап, кросовер и доставно комби возило направено според спецификации на Амазон.
Во моментов производството е паузирано заради унапредување на машинскиот парк на фабриката, а се градат и нови погони во сојузната американска држава Џорџија во кои ќе се инвестираат $5 милиарди. Со нив Rivian ќе има капацитет за производство на 600.000 возила годишно. Покрај сегашните модели се развиваат уште два помали кросовери кои ветуваат многу. Треба да се спомене и дека токму Rivian беше тој што го понуди првиот електричен пикап на американскиот пазар пред Ford да го представи својот F-150 Lightning. Во брз развој на настаните, Форд ја смени стратегијата за понатамошна електрификација. Според официјалното соопштение кое пристигна од Детройт, раководството на компанијата привремено го запира развојот на две најавени електрични возила, за што како причина се наведува поскромната побарувачка, а со тоа и слабиот поврат на инвестициите. А тие и не се така мали, бидејќи се работи за модели кои треба да се нудат само како електрични, а не како изведба на веќе постоечки бензински. Пазарното лансирање им беше планирано за идната година, што значи и дека нивниот развој не течел како треба. Постои и друга причина која во Форд не ја споменуваат. Таа е дека американската влада одобрува субвенции во износ од $7.500, но само за првите 250.000 електрични возила од секоја марка, бројка што компанијата неодамна ја надмина. Новата стратегија сега предвидува помудро користење на ресурсите и пласирање на новите возила на пазарот во вистинското време за нив. Така, место на електричните поинтензивен ќе биде развој на хибридните возила и до 2030 година секој модел треба да има таква опција. Терминот пак за појавување на одложените електрични возила е поместен за 2027-та. Според податоците од првиот квартал годинава, електричните возила на Форд имаат забележано пораст на продажбата од 86, а хибридите од 42%. Во автомобилската индустрија и бизнис се поголемо влијание има политиката, па и не зачудува што се случуваат доста нелогични работи. Тука е крајот на денешното издание. До гледање за 7 дена на истата фреквенција.